почитувани представници на медиумите, ценете гости. Би сакала да ви се заблагодарам што секогаш сте тука да ги пратите кампањите кои што ги организираме преку целата година. Особено шестото издание на националната кампања ги запознаваме ретките болести. Како што прочитавте изминативе денови по медиумите, за нас изминатата 2023 година беше доста напорна. Заедно со моите ценити професори, доктори, стручни соработници, работевме на 110 ретки диагнози, кои што истражувајќи ги дистекот на годините, стигнавме уствари до оваа бројка. Значи, изработени се 110 текстови на македонски и албански јазик, за секоја диагноза е изработена посебна графика. И овие ретки диагнози ќе бидат емитувани во наредниот период, бидејќи месецот февруари брои само 29 дена, во овие први 29 дена ќе бидат емитувани и презентирани пред јавноста нови 29 ретки диагнози, од кои што некои се ултра ретки, за кои што текстови пишуваа моите ценити доктори, професори од детската клиника, клиника за неврологија, УГД да не заборавам. Она што особено ме радува годинава е заинтересираноста на младите доктори, специјализанти и студенти на медицина, кои што го дадоа својот придонес за оваа кампања. Не беше воопшто лесно, бидејќи кога некога знам да се пребројам колку се луѓе работат на една кампања, некогаш бројот го надминува и 100 личности. Би сакала да ви кажам некои информации други околу кампањата и она што е загрижувачки. Тоа е бројноста од 110 различни ретки диагнози диагностицирани во Охридско-Струшки регион, до кој ние стигнавме до овој момент. Што не значи дека бројката е поголема и дека ако продолжиме со истражување, јас верувам дека оваа бројка ќе биде многу поголема. Стигнавме до информации за ултра ретки диагнози, како што е Перчин синдром, тироцинемија тип 1, Рет синдром, Кителман синдром. Оно што е позитивен ефект од кампањите кои што ги водивме изминатите години е што помогнавме и охрабривме многу пациенти и родители јавно да зборуваат за проблемите кои што ги имаат, за својата ретка диагноза, за начинот на диагностицирање, кога стигнале до временскиот интервал за која добиле својата ретка диагноза, меѓутоа и пристапноста и достапноста на лековите. Со овој проект ќе ја подигнеме јавната свест со цел да ги доближиме овие ретки болести и на целокупното население, како што го правевме тоа успешно изминатите 6 години. Секако соработката со македонската Википедија продолжува, и досега на македонската Википедија ја обогативме со 139 диагнози, а плюс ке се додадат и новите ретки диагнози од оваа година. Исто за самиот месец за ретки болести, пошто ги пратиме насоките кои што ни ги дава Еврордис, планирано е да светнат во боите на ретките болести многу значајни објекти, така да во 17 часот и 30 минути се очекува да светне Самуиловата тврдина, спомениците во централното градско подрачје, меѓутоа и доста училишта. На социјалните мрежи од денес можете да забележите многу обоени дланки, многу цртежи, како што беше изминативе години. Се надевам дека и оваа кампања ќе е многу подобра и од изминатите години. Така да и вас како медиуми ве повикувам да не поддржите, да ни ја дадете вашата поддршка како изминатите години и да блескаме за ретки и овај февруари.